Добро утро, Симона, по втор пат. Хуманоста е секогаш во тренд кога станува збор за новогодишните и божикните празници, а по тој повод традиционално и оваа година се организира акцијата Волшебна илка на желби, која е во организација на Црвениот крст на град Скопје, се со цел да се обезбедат подароци за децата што се наоѓаат во згрижувачки семејства. Токму утро во новаа тема разговараме со Леона Костовска од Црвениот крст на град Скопје. Леона, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, ви благодарам на поканата. За почеток на нашиот разговор, ајде малку да објасниме што представува оваа акција Волшебна илка на желби, која е основната цел на акцијата? Водени од идејата дека секој човек, особено дете, треба да се чувствува убаво и среќно за празниците, Црвен крст на град Скопје во соработка со Меѓуопштинскиот центар за социјална работа и Центар за поддршка на згрижувачки семејства, традиционално по 19 пати оваа година ја организира Волшебна илка на желби и целта на оваа активност е всушност со помош на хуманите граѓани и на општествено одговорните компании да се исполнат новогодишните желби на децата. Кажете ми колку вкупно деца ќе бидат опфатени во рамките на оваа акција? Оваа година имаме 152 новогодишни желби од децата. Така, тоа се вкупно 152 деца што се наоѓаат во згрижувачки семејства. Да. Нивните желби се секогаш искрени, од срце и во глобала си посакуваат нешто лично за себе, како патики, тренерки, пижами, постелнина и слично. Така, Леона, кажете ми како може граѓаните и компаниите да се вклучат и да придонесат повеќе во рамките на оваа акција? Како и секоја година, они можат да изберат ливче од Волшебната илка на желби и потоа подарокот да го остават на пултот за информации во молот, но исто така може да ни контактираат нас за подетални информации, бидејќи оваа активност се реализира веќе повеќе години, граѓаните всушност и компаниите се вистинскиот дедо Мраз за децата. Кажете ми колку е важна соработката со трговските центри, но и институциите за социјална заштита за успешна реализација на овој тип на активност? Многу е важна заради забавната содржина која што ја нудат и среќата која што придонесуваат кај децата. Конкретно за оваа активност, децата знаејќи дека ќе ги добијат подароците што ги посакуваат, но и при тоа ќе имаат дружба со нивните омилени аниматори, мислам дека е вистинска бајка за нив. Да, и уште едно прашање за крај на нашиот разговор. Која е пораката што сакате да ја упатите до граѓаните во пресред на празниците кога станува збор за хуманост и грижата за децата без родителска грижа, односно што се наоѓаат токму во вакви згрижувачки семејства? Би ги охрабрила граѓаните да се потсетат на значењето на хуманост и на солидарноста и сметам дека навистина со мал гест ние може да покажеме грижа кон овие деца, но исто така и да придонесеме барем малку да се почувствуваат за време на празниците радосни и да се почувствуваат дека припаѓаат некаде. Така, Леона, ви благодарам за разговорот и што бевте дел утрово од Македонија наутро и ви посакувам успешна акција. Ви благодарам и на вас. По повод акцијата што ја спроведува Црвениот крст на град Скопје, Волшебна илка на желби, утрово разговаравме со Леона Костовска. Симона?